Владата пак ќе се задолжи кај Светска банка, овој пат за 420 милиони евра во следните 4 години. Откако министерот Тевдовски го најави овој заем претходната недела, денеска Светска банка потврди дека ја одобрила новата 4-годишна рамка за партнерство со земјава. Иако се уште нема информации под кои услови ќе се земат овие пари, со нив ќе се подржуваат проекти за изградба на инфраструктура, вложување во образование, фискална и одржливост на животната средина. Целта на ИФЦ е да се ослободи моќта на приватниот сектор за да се забрза одржливиот економски раст и да се создадат можности за работни места. Ќе се фокусираме на поддршка на раст предводен од извоз, забрзување на транзицијата кон обновлива енергија и подобрување на фискалната инклузивност и ефикасноста на финансискиот сектор. Аналитичарите веќе се изјаснија дека власта треба прво да се сконцентрира да го потроши тоа што го предвидела во буџетот, пред да се задолжува за исти цели од надворешни извори. Тие сметаат дека е добро да се соработува со Светска банка, но и дека парите треба да се враќаат со камата. Истовремено буџетските средства не се користат за капитални инвестиции кои бележат катастрофална реализација од само 3,5% во првите 2 месеци. Зборува за една слаба организација во рамките на министерствата и другите буџетски корисници преку кои што агенции, преку кои што оди реализацијата на проектите. Ете, тоа не е така едноставна работа, тој менеджмент на јавните проекти, кој што, како што гледаме сега, отсуствува, а претходно, пред да се дојде до менеджмент, најверојатно било лошо, слабо и планирањето, буџетирањето на проектите. Истовремено владата продолжи да се задолжува на домашниот пазар. Последен пат во вторникот, кога им продаде на банките државни записи и обврзници вредни 39 милиони евра, што ќе ги враќа со камата од 4,3, односно 0,8%. Веќе наредниот ден Министерството за финансии врати приближно иста сума. Кога лани се усвои буџетот за годинава, Тевдовски најави дека ќе продолжи со праксата на секои 2 недели владата да се задолжува на домашниот пазар, но на подол крок и со повисоки каматни стапки.